По вчерашната УЧК Facebook офанзива, Дуи денеска со војнички речник кажано се повлече на резервна позиција. Воинственото видео со стари снимки од 2001-та од партискиот лидер Али Ахмети во униформа на УЧК, кое членови и функционери на Дуи вчера масовно го споделуваа на социјалните мрежи, денеска е избришано. На видеото се слушаат воинствени песни за она и за командантот Ахмети, како и негово обраќање со воинствена реторика во кое порачува дека никогаш не изгубил војна. Во Дуи уште вчера се оградија дека тие како партија не стојат зад видеото, туку оти спонтано се споделува од партиски активисти. Како што спонтано се споделуваше, така и спонтано исчезна. И објавувањето и бришењето на видеото коинцидира со новата извршна наредба на американскиот председател Џо Бајден, која ги проширува условите за санкционирање на лица и членови на нивните семејства кои ја загрозуваат стабилноста на Западниот Балкан. Според наредбата, која е дополнување на таа од 2021-та, под американски санкции ќе се најдат тие кои ја загрозуваат безбедноста и мирот на регионот, како и оние кои работат против клучни договори како Преспанскиот и Охридскиот договор. Пратеничката Рина Ајдари од Дуи вели дека видеото не е никаква провокација, туку дел од биографијата на Ахмети. Зошто треба вака да се поставува прашањето зошто баш сега? Но мислам дека тоа што треба да се знае, да се зборува јавно е фактот дека тоа е во реалност биографијата на нашиот лидер Али Ахмети. Значи, тоа не може да се контестира. Во власта пак видеото го сметаат како обид за дефокусирање. Кога некој е кабает, и тоа голем кабает, нормално е дека ќе пробува да дефокусира, да измислува теми кои што не се тема, да наметнува прашања кои што се затворени многу одамна во нашето Македонија. Така да ова само би го оценил како еден неуспешен обид за дефокусирање на јавноста од она кое што е реалност. СДСМ обвини дека се работи за намерни етнички провокации кои се дел од стратегијата и на ВМРО ДПМН и на Дуи. Па реториката за постојаното подгревање на етнички тензии како алатка за политичко делување се неприфатливи и се опасни за земјата. Таквите политики и филмови со воени униформи се несоодветни провокации за кои што дефинитивно нема никакво место во нашето општество. Лидерот на СДСМ Венко Филипче во интервју за Независен обвини за очигледна неформална соработка меѓу нивниот доскорашен коалиционен партнер Дуи и ВМРО ДПМН и се дистанцира од, како што вели, коруптивната стигма на интегративците. СДСМ никогаш повеќе нема да дозволи да биде ставен во истата рамка или да биде подреден на било која партија, особено не на Дуи, вели Филипче, и најавува дека ќе соработуваат со албански партии кои ги споделуваат нивните заложби.